Понеделник, 12 март, полека но сигурно некако доаѓаме до средината на месец март, се уште во ладно и свежо време со многу ветар, но во исчекување на затоплување во наредната недела. Во денешното издание 60 минути сончевина само за вас со интересни содржини, два убави прилога, едниот дали сте знаеле, другиот интересен прилог насловен како емоционално психолошки вампири за луѓе кои што постојано ни ја земаат и одземаат нашата позитивна енергија, влевајќи ни нешто што се вика главоболка, нешто што се вика расипување на понатамошното расположение, се заради нивниот карактер и начинот на кој што тие во животот гледаат на работите. Но тој прилог ќе го видите нешто подоцна и од него ќе научите како да се справите со таквите луѓе. И денеска интересни информации од Македонија и од светот, и денеска е тука хороскопот, но денеска имаме интересни млади личности како мои гости, полни со елан и волја за убава работа. Тоа се личности при младиот центар, клубот на младинци во Црвениот крст на Република Македонија, кои што се со постојани активности за да направат нешто подобро за општеството. Но за нив и нивните активности подоцна, во меѓувреме сакам да ги поздравам Саша и Мики Ексклузив, да го поздравам Глигор Бадев, да ги поздравам Ламер Козметика и секако Оптика Ели, кои што се наоѓаат во трговскиот бисер на Приземје. Во продолжение одиме со една убава песна за да ни трне овој понеделник и стартот на оваа работна недела. Светна љубовта, без стари долгови и тие се ништа во чекор што ме денеа. Да можам бар да те прегрнам, да не се сеќавам на студој есенски оние пати што токму нас наследеа. А мојов живот игри без граници, уморна приказна, скинати страници, празни неиспишани. А мојов живот е вечно паѓање, се да се сове стари моменти. Да можам бар да те разбудам со кафе утринско во кревет заедно, па да те бакнувам, тоа го нема одамна.
Во продолжение одиме со интересни сервисни информации од Македонија. Маџиров ќе ја чита својата поезија во Лондон. Станува збор за Никола Маџиров, кој денес ќе ја чита поезијата на македонски јазик во Ројал Фестивал Хол во Лондон. Настанот во Ројал Фестивал Хол е најавен како читање на тројцата највозбудливи европски поети: Никола Маџиров од Македонија, Тадушев Дабровски од Полска и Даниеле Пантано од Швајцарија. По овој настан Никола Маџиров заминува да чита на 13 март во универзитетскиот град Бангор во Велс, заедно со кубанецот Виктор Родригес Нуњез и поетесата од Велс Зое Скулдинг. А на 14 март е најавено поетско читање во Манчестер со автори од манчестерската поетска група Bad Language. Тоа е интересна информација затоа што продолжението на ова читање е од 16 до 18 март, кога Никола Маџиров ќе ја представи поезијата во Шкотска на меѓународниот поетски фестивал Станца, на кој ќе учествуваат поети од Јамајка, САД, Јужна Африка, Канада, Ирска, Нов Зеланд, Шведска, Палестина и многу други. Овие светски читања се во организација на Саут Банк, Центарот во Лондон, ЛАФ од Манчестер и Станца од Сент Ендрус. Следна информација ни е базенот во Карпош од денес повторно отворен. Базенот во Карпош, кој е состав на спортскиот центар Борис Трајковски, по 3-месечна пауза од денес повторно започнува да работи. Во изминатите 3 месеци базенот не работеше поради менување на плочките на коритото и отварањето беше одложено поради временските услови. Цената на дневниот билет останува иста и изнесува 200 денари, додека месечниот билет чини 2500 денари. Рекреативното дневно капење од понеделник до сабота започнува од 10, завршува во 16 часот, а пак ноќното од 21 па се до 24 часот на полноќ. Во базенот е поставен нов систем за филтрација на водата со ултравиолетови зраци, а грејењето е преку соларни панели и воздушни пумпи. И само уште една информација од Македонија, тоа е изложбата на Гаревски во Мала Станица. Во рамките на проектот на Министерството за култура, промоција на креативните индустрии, како придружен културен настан, денеска во 20 часот во објектот Мала Станица ќе биде отворена изложбата на уметнички фотографии Монохраматик Интро од Александар Гаревски. Изложбените фотографии, 50 на број, изработени во црно-бела техника, представуваат сликовит пресек на долгогодишниот голем интерес и исклучителното умење на фотографот да се изрази во овој медиум. Пред нас се фотографии кои излегуваат од рамките на времето и местото на нивното создавање и се широко безвремени и раскошно имагинативни. Во уметничките фотографии на Александар Гаревски се вкрстува доминантната уметничка вредност со убавината на едноставноста. Тој соединувачки елемент неизбежно ќе го предизвика вниманието на целата културна јавност, се вели меѓу другото и во каталогот од изложбата. Во продолжение одиме со хороскопот да видиме што денеска ни велат звездите и веднаш потоа прилогот Дали сте знаеле. Уживајте.
Што се Сатурновите прстени? Галилео, првиот човек кој со телескоп го испитувал небото, уште во 1610 година забележал нешто што изгледало дека излегува од неговата површина. Во 1655 година научникот по име Кристијан Хајгенс го изучувал Сатурн со подобар телескоп и видел нешто толку чудно за кое не смеел никому да кажува. Своите наблюдувања ги запишувал шифрирано и подоцна кога е откриено што напишал, било запишано. Тој, Сатурн, обкружуван е со тенки прстени кои никаде не го допираат и е наведнат кон еклиптиката. Сатурновите прстени кои толку го запрепастиле човекот кој прв ги открил и понатаму остануваат тајна на нашиот сончев систем. Всушност, колку што е познато денес, такви прстени не постојат на друго место во Вселената. Обкружени со атмосфера која не можеме да ја пробиеме, но знаеме дека е цврста материја. Можно е да има метална маса во јадрото на планетата. Постојат 3 мистериозни прстени. Сите 3 се наоѓаат на иста рамнина, како 3 круга на рамен тањер и лежат во рамнината на Сатурновиот екватор. Ширината на овие прстени е околу 250.000 километри. Средниот прстен е најјасен, одвоен од надворешниот прстен со темен простор, а внатрешниот е многу магловит. Колку што е познато, прстените не се од цврста или течна материја, се состојат од мали одвиени деловни материи, но гледано од земјата изгледаат споено. Поради нивната накосеност, прво се гледа северната страна, а потоа јужната. Но што се, како настанале, се уште останува тајна. Дали сте знаеле нешто повеќе за Александар III Македонски? Александар III Македонски од 356 до 323 пред нашата ера, општо познат како Александар Велики, бил крал на Македонија од династијата Аргеади и владеел од 336 пред нашата ера до 323 пред нашата ера. Тој бил еден од најуспешните војсководци во историјата на човештвото. Александар ја покорил Персиската империја, вклучувајќи ја Анадолија, Сирија, Египет и Месопотамија, и ги проширил границите на кралството Македонија дури до Афганистан и Индија. Воден од мислата да создаде светска држава, Александар кон освоените култури се однесувал со почит, вклучувајќи немакедонци во неговата војска и администрација. Дали сте знаеле каде има најмногу мажи, а каде најмногу жени? Бројот на мажите и жените на земјата се скоро еднакви, но некои земји имаат повеќе мажи од жени, а некои земји имаат повеќе жени од мажи. Околу 85 земји имаат повеќе жени, а околу 65 имаат повеќе мажи. Според последните статистики, земја со највисок процент на мажи во незиното население се Обединетите Арапски Емирати. Ова главно се должи на популацијата од 860.000, која вклучува многу мажи кои дошле од странство да работат таму. Околу 61% од населението на Обединетите Арапски Емирати се мажи, а само околу 39% се жени. Која земја има најголем процент на жени во незиното население? Тоа е Монако, каде што жените го сочинуваат речиси 55% од населението. Дали сте ги знаеле овие факти за реката Вардар? Вардар има навистина композитна речна долина поради редењето на клисури и котлини една по друга во должина на незиното течение. Реката извира во Вруток, неколку километри југозападно од Гостивар во северозападниот дел на Република Македонија. Продолжува да тече низ градот Гостивар и котлината Полок, каде има неколку притоки: Лакавица, Мазрача, Пена, Бистрица, Ракита. Потоа, преку Дервенската клисура навлегува во Скопската котлина, каде прима вода од Лепенец, Треска, Пчиња и минува низ Скопје. Преку Таорската клисура навлегува во Малата Велешка котлина и минува низ Велес. Овде се вливаат Кадина река, Тополка и Бабуна. Потоа преку Велешката клисура навлегува во Тиквешката котлина, каде се вливаат двете нејзини најголеми притоки, Црна река од десна и Брегалница од лева страна. Навлегува во познатата Демиркаписка клисура, а преку незе Гевгелиско-Валандовската котлина, каде што ја преминува грчката граница, минува низ Циганската клисура и течејќи низ Солунското поле се влива во Егејското море, во западно од Солун во Егејска Македонија.
Стефани и Марина, значи ми се моите две преубави гостинки за денеска, млади и полни со волја за активностите што ги има во клубот на младенци при Црвениот крст на Република Македонија. Најнапред добро ми дојдовте. Ајде да ни се представите, по колку години имате, каде учите? Јас сум Стефани, учам во Крчагин, веќе 17 години имам. И ето во клуб на млади сум 2,5-3 години скоро. Одлично. Јас сум Марина, исто 17 години од Крчагин. Заедно со Стефани тргнавме во Црвен крст 2-3 години, толку. Одлично. Од кога постои клубот за млади при Црвениот крст? Па, значи, клубот на млади е основан во 2006 година, во март. И, значи, активно започнува со работа тогаш, меѓутоа претходно, значи, е оформена ПХВ канцеларијата во ноември 2005-та и, значи, се работи. Да, кој е мотото на клубот за млади при Црвениот крст? Значи, мотото е тоа да помогнеме, значи да го пронајдеме волонтерот во себе и да им помогнеме на оние на кои што најмногу има потребна помош. Секоја чест за вас. Вие сте млади, полни со волја и веќе 3 години сте волонтери. Така? Да. Кажете ми кои се активности сте ги направиле при овој клуб на млади и дали ги има во голем број? Значи, активностите се секако во голем број. Може во прилог на ова прашање додати убавите слики што ни ги спремивте за да видат гледачите какви све активности сте посетиле? Да, значи имаме календарски акции, како ова, например, на сликава, која што е акција за децата од згрижувачки семејства, со кои што имаме разни работилници. Потоа имаме и други календарски активности, како концертот Љубовни ноти во февруари, кој што го правиме. Имаме и активности кои што произлегуваат од самите волонтери. Тука е тимот Пантомима, кој што настапува на сите државни надпревари по прва помош и на други активности. Исто така имаме секакви креативни работилници со сите целни групи, почнувајќи од Порака, потоа Центарот за деца со церебрална парализа. Тука се исто така децата од згрижувачки семејства со новогодишната елка на желби, која што имаме исто календарска акција секоја година. Денот на волонтерите се одбележува и тоа е тоа. Колку членови брои вашиот клуб? Значи, отприлика се 60 активни членови, меѓутоа има, значи, се многу повеќе. И сега имаме, значи, состаноци секоја среда во Даре Џамбас. Поканети се сите кои што сакаат, кои што имаат желба да работат. Значи, имаме координатор, 2 координаторки имаме. Да ги поздравиме, може да не ли? Да ги поздравиме, значи, и исто така имаме лидер кој што не води ни состаноците и сите, значи, заедно работиме како тим. Што треба да поседува еден човек за да се пријави да стане волонтер во вашиот клуб? Пред се желбата за да сака да им помогне на останатите и секако слободното време кое што сака да го посвети на таа хумана работа. Да. Кои се вашите тековни активности што во сегашноста ги реализирате и кои се вашите идни планови? Значи, моментално, последна акција која што сега имавме беше театарска представа, оперска театарска представа, Јованче и Марика за деца од целни групи од цела Македонија, значи околу 800 деца присуствува на таа представа. Исто така сега спремаме и хуманитарна забава, потоа ќе имаме работилница за маски за 1 април со неколку целни групи и прошетка на децата низ центарот на градот. Во тек е и завршната фаза на ПХВ проектите и тоа. Кои се тие ПХВ проекти? Од преска ги споменуваме. Што представуваат? ПХВ проектите се мали проекти кои што се изработуваат на иницијатива на самите волонтери. Прво се посетува обука и подоцна се избира целна група и се избира на каков проект сакаат волонтерите да работат, се собираат во групи и еве сега до 15 март, значи треба да бидат направени проектите и оние кои што се најдобри поминуваат понатака на финална работилница. Имате ли старосна група за најмлада возраст од кога може да се стане волонтер? Че најчесто волонтери стануваат оние во средношколската возраст од 14-15 години, во нашиот клуб се до 27 години, но општо во Црвен крст може да членува секој да биде волонтер. Вие успешно наоѓате време и за училиштето, а и за овие обврски што ги имате во Црвениот крст. Како се снаоѓате? Се снаоѓаме. Да, си одвојувате време. Но има сепак, време за се. Ова е нешто што е потребна љубов за да се прави. Јас ви благодарам што накратко објаснивме што значи клубот на младенци при Црвениот крст. Се надевам со други конкретни активности ќе се појавите повторно во Сончевина. Ви благодарам што гостувавте и во продолжение одиме со флеш вестите и рекламите.
Оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. Традицијата продолжува. Фризерско студио Сашо и Мики ексклузив. Интересни информации од светот следуваат во овие минути и слушајте внимателно. Првава и не е така розова, малку е хорор, меѓутоа интересни слики и интересно откритие во секој случај. Мува пајако јадец. Во прилог пуштате ги сликите. Новооткрината мува јаде тарантули од внатрешноста и ја остава празна школката. Откриваат австралијанските научници кои го открија овој вид на исклучително брутални муви, кои ги положуваат своите младенчиња во грбот на тарантулите, а потоа младите го јадат пајакот од внатрешноста. Ларвите на мувата не им дозволуваат на младите тарантули да пораснат и живеат како паразити, додека не зацврстат доволно за да го изедат целиот пајак. Мувите специјализирани за напаѓање на големи пајаци, бидејќи тие можат подолго време да бидат домаќини, изјавува истражувачот Шон Ватертон во интервју за Life Science. Беше тоа првата малку страшна информација, но се постои во природата, па дури и ваквите муви. Следна информација е највисоката зграда во Европа.
Французите планираат изградба на кули близначки со висина од 325 метри, кои во сенка ќе ја стават зградата Шарт во Лондон, која досега важеше за највисоката градба во Европа. Двата облакодери во Париз ќе бидат за 18 метри повисоки од оној во Лондон, кој се уште е во фаза на изградба во англиската престолнина. Отварањето на кулата Шарт во Лондон, висока 310 метри, се планира за почетокот на Олимписките игри. Меѓутоа, оваа кула ќе падне во сенката на архитектонското чудо наречено Хемидж Плаза, која што ја проектираше британската компанија Foster and Partners. Облакодерите ќе бидат изградени во центарот на Париз, на самиот брег на реката Сена, а во нив ќе бидат сместени луксузни апартмани, канцеларии, шопинг центри и хотел. Се подразбира градбите во Лондон и во Париз ни од близу не може да се мерат со кулата Бурдж Калифа во Дубај, висока 842 метра. Следна информација, идеме во светот на шоу бизнисот, а тоа е Том Круз и Бионси во новиот филм на Иствуд. Акторот Том Круз заедно со Бионси ќе биде дел од ремейкот A Star is Born, што ќе го режира познатиот актер и режисер Клинт Иствуд. Снимањето на филмот требаше да почне следниот месец, но плановите се променија поради мајчинството на Бионсе. Покрај Том Круз во игра за главната улога ќе биде и Кристијан Бейл, Хју Джекмен и Леонардо Ди Каприо, со кој Иствуд соработуваше за филмот за Хјувер, првиот човек на челото на Американската федерална безбедносна служба. Филмот A Star is Born од 1937 година имал неколку ремейка досега, но најпозната е онаа со Барбара Стрейнсенд и Крис Кристоферсон. Крис од 1976 година. Беше таа информација поврзана со филмот Светот, а сега една малку смешна информација, станува збор за хула-хопки и за мажи. Погледнете ги овие мажи какви се. Хула-хопките беа нивна вообичаена облека во средниот век, но од тогаш мажите заборавија на нив, се додека неодамна хула-хопките не доживеа вистински камбек во машката мода. Дизајнерите на италијанската модна куќа Емилио Кавалини уште во 2009 година лансираа колекција на унисекс хула-хопки врз база на мешавина на најлон и памук, кои на нивно изненаддување доживеа значителен успех помеѓу машката популација. Кога започнавме со онлайн продажба, забележавме дека голем број на најлон ќе купуваат и мажите, а најбарани големини беа L и XL. Спроведов истражување на интернет и открив дека постои вистински култ на машките хула-хопки, изјавува потпредседателот на компанијата Франческо Кавалини. Тој наведе дека мажите ги купуваат најлонките првенствено поради заштита од студ, така што ги носат под панталоните, но бил забележан и вистински моден тренд со се поголема побарувачка на модели со ленти, костурски глави и звезди, чија цена се движи околу 20 евра. Од Италија овој феномен се прошири и во другите земји, па најлонките за мажи денеска можат да се купат и во Германија, и во Франција, скандинавските земји, Канада, САД и така натака, изјавил Кавалини. Ето видовте како добро им стојат на мажите вакви добри хула-хопки. Колеги, сите имате за 8 март од мене по еден пар хула-хопки. Во продолжение одиме со интересниот прилог кој што го најави, станува збор за емоционално-психолошки вампири, луѓе кои што ја цицаат од нас позитивната енергија и кои што се секогаш спремни за критика, лош коментар, озборување и песимистички мисли. Во продолжение следете како да се справите со таквите луѓе. Дали сте жртва на крадец на позитивна енергија? Сакале или не, луѓето што не обкружуваат влијаат на нас. Некои се толку позитивни што и цел ден да го поминете во нивна близина ќе ви изгледа како да поминал само еден час, затоа што како зараза шират добро расположение и со леснотија го бркаат песимизмот и мрачните мисли. Од друга страна, постојат и такви луѓе кои ви истоштуваат и ви ја цицаат енергијата со толкав степен што со душа чекате да се оддалечат од вас. Некои луѓе без многу труд можат целосно да ви исцрпат и да ве остават нерасположени. Психички, енергетски, емоционални вампири. Сигурно сте слушнале за вампири кои пијат крв и сте ги виделе само на телевизискиот екран во популарните филмови, но има еден друг тип на вампири кои веројатно сте ги сретнале во вистинскиот живот, а се нарекуваат со различни термини како психички, емоционални или енергетски вампири. Ваквите вампири се луѓе кои свесно или несвесно се хранат со вашата енергија, ентузијазам и елан и ве оставаат слаби, депресивни, беспомошни и уморни.
Тие без многу труд вие намалуваат самодовербата преку моќта на разговорот и ви го влошуваат расположението само со помош на своето присуство. Може би тоа е ваша пријателка која вечно е во љубовна каша и незините проблеми никогаш не добиваат решение, туку само растат и растат. Може би тоа е ваш колега кој никогаш не ве поздравува со насмевка, туку со поплаки и озборувања. Може би тоа е ваш роднина, кој вечно има критики за вашето однесување, или пак може би тоа е ваш познаник, кој живее совршен живот и непрекинато ви ги фрла неговите успеси в лице. Знаци дека сте жртва на вампирски напад. Вампирите, за кои зборуваме, напаѓаат психички, убивајќи го расположението и позитивните емоции. Понекогаш нивното негативно влијание е очигледно и со умисла започнувате да ги избегнувате, но понекогаш ефектот од нивниот напад е прикриен. Последиците од вампирскиот напад може да се појават уште додека сте под директно влијание на напаѓачот или откако тој ќе се оддалечи од вас. Еве дел од последиците: нервоза, вознемиреност и деконцентрација, негативност, целосна исцрпеност и поспаност, чувство на лутина, намалена самодоверба, главоболка. Например, треба да се сретнете со вашата пријателка на кафе. Вие скоцкани од глава до пети пристигнувате со широка насмевка, а таа досни 15 минути доаѓа намуртена и започнува да ги плука таксистите. Жешкото време, досадниот комшија, бившиот дечко, нокниот живот. И пред да се освестите, поминал 1 час, а вие немате кажано ниту една реченица. Расположението ви слезе до нула и немате сила да се борите да добиете збор. Се разделувате со пријателката, се уште не можете да се ја вратите на смевката и чувствувате дека ве напаѓа главоболка. Тоа е типичен ефект на енергетските вампири. Но пред да ја ставите вашата пријателка во категорија на лоши луѓе, добро е да знаете дека таа можеби не е свесна дека ви го причинува сето тоа. Постојат вампири кои напаѓаат со умисла и такви кои несвесно ги исцрпуваат другите. Најчести типови на емоционални вампири. Не е лесно да ги идентификувате емоционалните вампири во вашиот живот, затоа што сите се под различна маска и со различни тактики на напад. Но постојат неколку најчести типови кои доктор Джудит Орлов, истакнат психијатар кој се прослави со своите теории на оваа тема, смета дека се насекаде околу нас. Жртва. Само мене може да ми се случи ова, ке слушнете од нив. Тие постојано се жалат и секогаш имаат нерешливи проблеми, а милионите совети кои ги упатувате на нивна адреса остануваат неслушнати. Ако не се жалат за работата, се жалат за партнерот. Ако не се жалат за тешкиот живот, се жалат дека не се чувствуваат добро. Тие ќе ви всадат во главата дека животот е неправеден, тежок и полн со проблеми и ќе ја украдат насмевката од вашето лице. Нарцис. Јас ова, јас вака, јас онака. Ваквите луѓе обожаваат да зборуваат само и единствено за себе. Кога не зборуваат за успешната кариера, жешкиот љубовен живот или активниот друштвен живот, тие ги убиваат сите ваши разговори кои не се вртат околу нив. Тие сметаат дека се најталентирани, најработливи, најуспешни. Без разлика на вашите способности и успеси, посредбата со нив ќе се чувствувате несреќно и ќе се сомневате во своите постигнувања. Критичар. Посредбата со критичар, веројатно ќе останете со ниска самодоверба. Тој малку по малку ќе ве пецка со критики, а по секоја критика ќе ви вели дека се шегува. По критиката, гледам убав живот имаш, си ставила некој килце, ќе следи, само се шегувам. Сезнајко, ваквите луѓе за се имаат одговор, а за секој ваш проблем го нудат најдоброто решение. Google може да им носи вода. Мора да ги послушате затоа што никој не знае повеќе од нив. Знаеш ли што треба да направиш? Е честа нивна реченица. Посредбата со нив ќе се чувствувате инфериорно, бидејќи тие обожаваат да доминираат и да ги контролираат другите и нивните животи. Луѓето кои можат да се наречат вампири, користат оружја како поплаки, критики, озборувања, омаловажувања, кавги. Бидејќи е невозможно целосно да ги исклучите од својот живот, најдобра тактика за одбрана е да ги слушате, но да си ограничите време за нив. На таква личност може да и кажете: за 10 минути морам да одам. Така ќе ви измачува само кратко време и ќе можете лесно да се опоравите. Не дозволувајте да ви спровоцираат и останете смирени. Приоѓете им со насмевка и на секој нивни зајадлив коментар возвраќајте со позитивни зборови. Сепак, најважниот момент останува идентифицирањето на луѓето кои ве исцрпуваат. Откако ќе дознаете кој ви ја краде енергијата и доброто расположение, лесно ќе можете да се заштитите.
je da čekoram po ta ulica, me boli dušava. Vrati me na isto mesto, isto vreme, samo tamo zajedno ќе бидеме. Srce damo сега, srce veke nemam, tamo vrati me za par da живеам. Денес кога изгубив баш се, денес ништо важно не ми е, само срце во моje вистинско живее во тоа минато. Врати ме на исто место, исто време, само таму заедно ќе бидеме. Срце дадо сега, срце веќе немам, таму врати ме за пак да живеам. Не можам да продолжам јас без тебе, за тебе само вреди да се живее. Срце овде чека, тоа само е, ти кај мене врати се. Врати ме на исто место, исто време, само таму заедно ќе бидеме. Срце дадо сега, срце веќе немам, таму врати ме за пак да живеам. Врати ме на исто место, исто време, само таму заедно ќе бидеме. Срце дадо сега, срце веќе немам, таму врати ме за пак да живеам. Иако е понеделник и не така посебен ден за шетање и за посета на некои интересни настани, сепак има луѓе кои што не им е важен денот, туку имаат слободно време, па сакаат да посетат нешто што се нарекува културен настан. Во Скопје денеска имаме од кино Војна над звездите, Фантомска закана во 3D проекција во градско кино Милениум со почеток од 15 часот, Кожата во која живеам кино Рамстор со почеток од 17 часот и Во земјата на крв и мед во режија на Анджелина Джоли со почеток од 17:30 во градско кино Милениум. Од театар имате ЕЕГ во МНТ во почеток 18 часот, Лет во место, Народен театар Битола со почеток 19:30, Парите се отепувачка во МНТ со почеток од 20 часот и во Драмскиот театар со почеток од 20 часот ја имате представата Хамлет. Ова се настаните кои што денеска би можеле, доколку сте слободни, да ги посетите. Јас би сакала да ви најавам за утре дека ќе следи трансформација број 3 во соработка со Сашо и Мики Ексклузив и мејкап артистот Глигор Бадев. И во овој викенд кога го снимавме ова што се нарекува трансформација, имавме успешна промена кај една млада девојка, која што е млада девојка, но и мамичка на 2 дечиња, значи ја преобразивме онолку колку што беше тоа во договор, со ексклузивна фризура и со одличен свечен мејкап. Но тоа ќе го погледнете утре, да се надоврзам нова со тоа што би сакала да ве поканам сите вас девојки, жени, господи, кои што имате можност и сакате нешто да сторите со својот изглед. До сега сте немале можеби храброст, но еве ви прилика да го направите тоа под раката на професионалците. Значи ги поздравувам уште еднаш Сашо и Мики Ексклузив, кои што се наоѓаат позади 3 бисери.
Голем поздрав до Глигор Бадев, голем поздрав до Маки од Ламер Козметика и огромен поздрав до Оптика Ели, која што се наоѓа во Бисер на приземје Локал 56. Во утрешното издание ќе имаме многу интересно гостување, но не ви откривам за да бидете со нас и утре од 10 часот во сончевина на ТВ Сонце. Имајте убав понеделнички, малку студен ден, но и така како што слушнавме од Хидрометеоролошкиот завод, веќе од наредниве денови очекуваме пораст на температурите. Поздрав и гледајте не. Чао!